На традиционалниот 6-ти меѓународен конкурс за краток расказ и поезија Станислав Препек, распишан од страна на сцена на сите креативци од Нови Сад, учествуваа и ученици од Основното училиште Никола Карев од Кочани. Прогласувањето на наградените учесници е одржано на 5.12 во библиотеката Стеван Стремац од Нови Сад. И оваа година, како и минатата година, учествувавме на 6-тиот надпревар, меѓународен надпревар на словен како Станислав Препек, кој што се одржува во чест на истиот автор, со творби на ученици од нашето основно училиште Никола Карев и ученичката Нада Ефремова. Оваа година ја освои втората награда во поезија за својата песна Кочанскиот ориз, наше препознавање. Особено ми е драго што токму со една ваква песна, роднокрајна песна, успеавме да освоиме една ваква престижна меѓународна награда. Ученичката Нада Ефремова од 6-то одделение при Основното училиште Никола Карев во категоријата поезија за основци го освои второто место со песната Кочанскиот ориз, наше препознавање. Имаше многу и во категоријата за основци, јас ја освоив втората награда и имаше многу други доделени награди. Ово ми е прв пат на меѓународна, но инаку сум учествувала. Кочанскиот ориз, наше препознање. На источниот дел од земјата моја има едно мало место, тоа е расширило убавината своја, таму навраќај често. Тоа е мојот роден крај, Кочани се вика знај. Кога сонцето високо грее, оризот Кочански зрее. Билото кочанско злато ќе ве причека насекаде по патот. Во октомври оризот се жнее, а за жал жетварската песна веќе не се пее. Комбајнерот денес оризот го жнее, а земјоделецот весело пее. Зашто преку цела зима белиот ориз во разни јаздања ќе го има. Минатата година на овој традиционален конкурс за расказ и песна, втората награда ја освои ученичката Розета Петрова од исто